Во се става и без него добра манџа не бива. Ова е накраткиот опис на неодмилливиот црвен пипер. Зачин кој стотици години наназад неодолливо го шири мирисот од секој тенџереп. Дали бива манџа без црвен пипер? Не бива. Оти. Па без црвен, укусно го прави убаво. Убаво го прави манџата со црвен пипер. Па оти не бива, оти поне е вкусно ако ја ставиш на тоа што не треба. Кој ја попариш, поубаво мирише. Не. Оти не бива, не е сладка. Иако изгледа едноставно, тајни за вистинскиот вкусен црвен пипер има. Како на пример. Треба добро да се исуше, да се испече во фурна, па после се меле. И собира се у вреќи, пресееме го па го пакуваме. Искусните домакинки разлика помеѓу различните видови црвен пипер прават веднаш. По бојата. Изглед гледаме ја каква е, еве. По бојата. Која е квалитетна пара? Таа со црвен. Да, ама дали посветла, потемна како? Ја ги мешам и од таа и од тази. Те што купуваме црвен пипер. Да, но по што би го познале? По боја? По бојата. Каква треба таа боја? Црвена. Мислам, светло, шарко? Светло. Како и многу други зачини, се смета дека потеклото на овој зачин е од Мексико, а на европскиот континент црвениот пипер влегол преку Шпанија и тоа во 16 век. Во меѓувреме, ова се цените на одделни производи што се продаваа попладнево на штипскиот пазар. Прас 200 денари за сноп од 30 парчиња, јаболко од 30 до 50 денари за килограм, граф од 50 до 70, марула 15 денари за парче, зелка 20 денари за килограм, домати од 30 до 40, банана 60, кроми 20, компир 25 и мушмули 70 денари за килограм.